Во ова издание заглави помошта за Украина од речиси 40 милиарди долари откако сенаторот Ранд Пол го блокираше гласањето. Компанија во Сиетл произведува специјални дронови за да им помогне на вооружените сили на Украина. А од вестите во Македонија, на што најмногу се жалат новинарите од внатрешноста на државата. Ке слушнете во продолжение. Останете со нас. Добре дојдовте во Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Републиканскиот сенатор Ранд Пол го блокираше гласањето за пакетот помош за Украина од речиси 40 милиарди долари. Ова ги забави напорите на САД да испорачаат поголема помош за Украина. Не можеме да ја спасиме Украина на штета на американската економија, рече сенаторот Пол. Едногласното гласање во Сенатот ќе ја забрзаше испораката на помошта за Украина. Потекот на Пол сепак го одложи гласањето за уште една недела, кога Сенатот се очекува да го изгласа законот. А во меѓувреме, Украина соопшти дека се водат преговори за ослободување на 38 војници од фабриката за челик Азовстол во Мариупол, во замена за руски затвореници. Во објава на Фејсбук, украинската вице-премиерка Ирина Верешчук ги опиша разговорите како многу тешки. Таа рече дека коментари од страна на некои политичари, новинари и јавни личности го повредиле преговарачкиот процес и побара од луѓето да се воздржат од објавување коментари за тоа што не го знаат. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган денес рече дека Турција нема позитивно мислење за приклучувањето на Финска и Шведска во НАТО алијансата. Шведска денес објави извештај во која критикува руската инвазија на Украина, во која Русија ја доведува до структурно, долгорочно и значително влошување на безбедноста во Европа и на глобално ниво, и со тоа се покрена прашањето за тоа како Шведска најдобро може да ја гарантира својата национална безбедност. Поголемиот дел од извештајот го анализира потенцијалниот одговор на Шведска на тие безбедносни прашања, а тоа е пристапувањето во НАТО. Официјалните лица во Шведска се очекува да ја разгледаат сопствената можна апликација за НАТО во наредните денови. Вчера пак лидерите на Финска го одобрија пристапувањето во НАТО, на што Русија се закани со сериозни воени и политички последици. Димитри Медведев, заменик шефот на Советот за безбедност на Русија, изјави дека ваквата одлука може да се претвори во нуклеарна војна, сценарио кое ќе биде катастрофално за сите. Мора да се врати равнотежата, рече Медведев. Компанија со седиште во Сиетл произведува специјални дронови за да ја помогнат на војската на Украина. Овие летала се користат во акции за пребарување и спасување, особено на локации каде што е премногу опасно да се испраќаат луѓе. Блейк Ресник, 22 годишниот основач и извршен директор на компанијата Brink со седиште во Сиетл, во март долета во Полска. Лично да испорача 10 беспилотни летала за кои се надева дека ќе помогнат на Украина да ја потисне руската инвазија. Неговата е една од десетиците компании, големи и мали, кои испраќаат опрема во Украина за да ја помогнат на земјата во борбите против Русија. Секое беспилотно летало чини околу $15,000. Ресник одржа неколку обуки од како да ги движат и да работат со дроновите. Нашите беспилотни летала денес во Украина учествуваат во неколку мисии: прибарување и спасување, летање внатре во зграда, потрага по преживеани, истражување дали зградата отпосле ќе се урне по напад. Исто така се користи да се утврди локацијата на руските сили. Беспилотните летала првично беа дизајнирани да им помогнат на тактичките тимови во ситуации со барикади, заложници и напаѓачи со огнено оружје во САД. Дроновите не зависат од GPS. Помагаат во средини каде не функционира GPS, како што се бетонски згради. Значи, овој дрон во основа е летечки мобилен телефон. Ако откриете сомнително или повредено лице, можете да се јавите и да разговарате за ситуацијата. Беспилотните летала можат да работат во целосна темнина, па дури и да ги скршат прозорците за да влезат во зграда. Ова е кршач на стакло. Штом го допре, стаклото се крши и тоа ни овозможува да влеземе во згради, во кои инаку би било потешко да влезете. Ресник почнал да ги дизајнира овие уникатни дронови кога имал 17 години. Во 2021 година привлече над $25 милиони инвестиции во својот проект. За него помагањето на Украина и донирањето дронови било лесна одлука. Ресник има украински корени.
Мислам дека одбраната на Украина е морална работа и мислам дека ова е еден од најјасните конфликти што сум ги видел во мојот живот. Се е црно-бело. Технологијата може да помогне и тоа ме мотивира. Бринк планира да донира повеќе беспилотни летала на војската на Украина, а Ресник веќе разговара за следната пратка за Министерството за одбрана во Киев. А од вестите во Македонија, колегата Мики Трајковски истражуваше во какви услови работат новинарите во внатрешноста на државата. Освен што се соочуваат со притисоци и закани, некои од нив се жалат и дека немаат опрема, дури ниту канцеларија за работа. Новинарката од Струмица Сузана Мицева во 9 часот наутро е на своето работно место. Но до кога се зависи од работните обврски кои некога знаат да завршат и во вечерните часови. Тоа е така секој ден и покри тоа што вели долга е листата на предизвици и проблеми со кои се соочуваат репортерите кои работат од внатрешноста на државата, известувајќи за случувањата во регионот кои тие го покриваат. Голем дел од нив работат со сопствена опрема, со сопствени камери, сопствено возило, користат своји телефони, сами ги плаќаат сметките за нив и ред други работи кои што им се предизвик да ги организираат за да ја завршат работата која што ја работат, например, и колегите ангажирани во Скопје, за кои што тие не трошат своји ресурси. Голем дел од дописниците, зборувам тука конкретно од Полошкиот регион, немаат основни услови за работа. Кога велам основни услови за работа, тие немаат канцеларија, па мораат да работат во домашни услови, она што е најважно, немаат службено возило, па често не можеме да стигнеме нели до некое место каде што мора да проследиме некој настан. Емилија Миселиевски, долгогодишен новинар од Битола, вели дека многу погласно треба да се зборува и за притисоците и заканите, со кои особено новинарите во помалите средини се соочуваат. Затоа што секој со секого се знае, па потешко е да се одржува таа професионална дистанца и некако природно доаѓа на носителите на јавни функции, на бизнисмени, да ги притискаат новинарите. Такви примери има многу, без разлика кој е на власт, вели таа. Последните десетина дена се соочив со две такви ситуации. Едната беше барање да повлечам веќе објавен текст поради грешка на институцијата. А второто барање беше да повлечам необјавена изјава, исто така со некои образложенија кои воопшто не држат место. Сепак, како најголем проблем за новинарите, особено за дописниците, тие ја посочуваат социоекономската состојба во која се наоѓаат добар дел од нив. Нашите сознанија се дека речиси и да нема вработено дописници од внатрешноста, сите работат на принципот договор на дело за хонорари, кои што не ја достигнуваат ниту минималната плата во државата. А тоа е драстично помал за снимателите кои што се ангажирани во тие дописнички тимови. Немаат слободни денови, немаат слободни викенди, немаат празници. Поради тоа се помалку има интерес да се работи како новинар и кај нас, например, во Битола најмладиот новинар има околу 40 на години, а најмладиот дописник има 45 години и сметам дека тоа е погубно за професијата. Голем дел од нив од дописниците не се осигурани, па често имаат авторски хонорари кои што нели на некој начин дописниците ги ставаат во неизвестност дали наредниот месец ќе продолжам нели за овој медиум или пак нема да продолжам. Како проблем со кој се соочуваат во секојдневното работење ги посочуваат и недоволната транспарентност на некои од институциите на локално ниво кои се уште немаат оддаленија за односи со јавноста. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Благодарам што не гледавте. Продолжете да не следите на нашата веб страница glasnaamerika.com и на социјалните медиуми. Пријатен викенд!